Сега во продолжение ќе си уживаме малку и во звуците на пијаното да не опушти. Ќе зборуваме за музиката. Јас тоа ќе го препуштам повторно на мојата колечка Ирена Пепелјуговска. Цветановски ќе зборува со кого, тоа ќе оставам на тебе и се надевам дека и гледачите ќе уживаат. Јас само го спомнав пијаното, а оставам на тебе зашто ќе слушаме сега концерт на популарни мелодии. Договорено. Еве уште еден поздрав, Слободанка, до тебе, поздрав до сите вас во студиото. Видно сте расположени и ние сме овде во убаво друштво. Се наоѓаме во концертната сала во Музичко-балетско училишниот центар Илија Николовски Луј, каде што веќе за 7 дена, точно на 22 декември, со почеток во 19 часот, ќе се случува концерт на популарна музика за прв пат од одделот за пијано. Ова утро би сакала да го започнеме со убава музика, токму со звуците на пијаното. Ке го започнеме пред да разговараме со наставничката Светлана Димитриевска, која што е и раководител на одделот по пијано. Прво ќе ни отсвири малку незината студентка, односно ученичка во Луј, Тара Мухиќ. Тара ќе си се представи сама и самата ќе ни каже што ќе отсвири. Тара, добро утро. Добро утро. Јас сум Тара Мухиќ, втора година средно во Луј. Свирам пијано и сум од класата на професорката Дилек Реджеп. Ќе свирам композицијата Тико Тико од Абреу. Повели. Прекрасно, Тара. Јас не можам да дадам аплауз, само од срце аплаудирам. Еве, дури и некако како солзи ми дојдоа на очите, од што навистина ужива во твојата музика. Сега, како што представив, како што кажав предходно, со нас е магистра Светлана Димитриевска, која што е наставник по пијано во Илија Николовски Луј и воедно одговорна за одделот по пијано и главниот виновник во наводници, ке кажам, за она што ќе се случува во петок на 22 декември со почеток во 19 часот. За прв пат во ова училиште ќе се случува концерт по пијано на популарна музика. Добро утро на сите гледачи. Ирина, ви благодарам за интересот и поканата да бидеме ете ние дел од вашата програма. Да, ова е за прв пат да се организира концерт за популарни мелодии, односно популарни жанрови, и тој настан да го организира одделот по пијано. Нели, ние сите тука ја негуваме класичната музика и тоа е нашата примерна дејност. Меѓутоа, мојата идеја беше едно предновогодишно расположение каде што децата би, односно нашите ученици би го свиреле тоа што, да кажем, име хоби програма во секојдневниот живот, а знаеме дека кога нешто се прави со многу љубов, тоа обично се тие со успех, да. Меѓутоа, они најде на многу добар одзив од страна и на колегите, секако и на учениците, затоа што ова им беше на нив една невообичаена прилика да може да освират тоа што си свира дома и за душа, понекогаш да се забавуваат. Би сакала да кажем на програмата кои дела ќе бидат застапени. Ова ќе биде само дел од програмата, нели, сега што ќе набројам. Ќе имаме можност да слушнеме композиции, нели, од Џон Леџенд, Бебе Реџа, Тоше Проевски, Каролина Гочева, Дубиоза колектив, ќе има прилика да се слушне филмска музика, Лудовико Еинауди, потоа джез, и програмата е така разновидна. Повеќе жанрови се застапени и мислам дека ќе биде тоа многу интересно и за учениците и за публиката. Би сакала да се надоврзам дека и учениците од другите оддели
беа многу заинтересирани, почнаа мене лично да ми се јавуваат и да се интересираат, да прашуваат дали може да настапат, така што ќе имаме и некои дуа и некои бендови. Што нема да биде само пијано, само музика на пијано, туку ќе има и како бенд, така. Па тоа се две точки, всушност децата се јавија да ме прашаат дали може, затоа што нели ние вака сме, да кажем, пионери како оддел што организираме вакво нешто и они ќе ни бидат како гости, нормално тоа се наши ученици, јас никогаш не би ги одбила во програмата нели да не можат да настапат. 19 часот, влезот е бесплатен, може би салата ќе биде мала или тесна за да собере толку многу публика, бидејќи знам дека интерес има многу, секогаш има за вашите концерти. И сега, ајде малку да позборуваме за центарот Илија Николовски Луј. Покрај пијано, кои се други оддели ги има овде? Би кажала дека ние, освен одделот пијано, имаме одделот за гудачки инструменти, оддел за дувачки инструменти, одделот за балетскиот оддел и оддел нели за традиционална игра и песна. Ние на 27 декември ќе имаме концерт, нели сите оддели, односно вокално-инструменталниот оддел, каде што ќе биде и доделена наградата Луј од фондацијата Луј, нели ние како училиште го носиме името Илија Николовски Луј, така да фондацијата, односно неговото семејство, ќе додели награда на тројца најдобри ученици на 34-та година. И мислам дека тоа ќе биде многу квалитетен концерт на 27 декември во 19 часот во музеот на Македонската револуционерна борба. Одлично, сакав само да прашам пред да го заокружиме овој разговор, за кој инструмент имаат младите најмногу интерес? Оваа година каде се запишаа најмногу? На кој инструмент? Дали е тоа пијаното? За пијано секогаш има најголем интерес, јас сум многу срекна поради тоа. Да, за пијано има најголем интерес, меѓутоа тоа во основниот оддел е така, потоа како се оди понапред со, да речем, со образованието и како врските и времето кое треба да се помине на инструментот, нели, стануваат се поголеми. А пијаното е еден од инструментите за кои има напишано најмногу литература и најзахтевен е за, нели, за учење и за усовршување особено. Така што јас се надевам дека истиот одзив ќе успееме да го задржиме понатаму и во уписите за средно училиште, бидејќи сепак имаме и ограничен број колку ученици ние примаме во средно за инструментален оддел пијано, меѓутоа за основниот оддел дефинитивно пијаното е најпоследно. Имате навистина убава работа, нон-стоп сте со музика, од утро до вечер. Уште еднаш да го најавиме концертот 22 декември, овдека, каде што сме сега ние во моментов, значи во концертната сала на Илија Николовски Луј, со почеток во 19 часот. Благодарам и ќе присуствуваме на вашиот концерт. Ќе ни биде многу големо задоволство да видите дел од нашата публика и уште еднаш благодарам за интересот. Сега ние, почитувани, повторно со музика ќе се одјавиме онака исто како што започнавме. Значи, со музика, ова утро девојчињата ни се сменија, ние имавме две млади дами. Сега со нас е Ирина Давидовска. Ирина, добро утро. Кажи ми сега ти со што ќе се представиш? Јас ќе се представам со две джезетиди од композиторот Милан Дворжак. И веќе 9 години одам во училиштето Илија Николовски Луј и веќе 8 година го изучувам инструментот пијано во класата на наставничката Станислава Поцевска. Повели. Браво, девојчиња, браво за двете, за Ирина и за Тара. Ви благодарам што бевте дел од нашата утринска програма. Јас верувам дека, почитувани, и вие уживавте исто толку колку што уживавме и ние овде. Јас ве поздравувам од концертната сала на училиштето Илија Николовски Луј. Ве оставам во добро расположение, а ние ќе си останеме овде уште малку да си послушаме убава музика. Слободанка? Блазе си ти. Што да ти кажам? Прекрасно навистина доживување. Јас би сакала малку повеќе да траеше, но толку ни е времето за жал.
но во некоја следна прилика ќе одиме на концерт на овие прекрасни девојчиња, па и тогаш да во петок уживаме. можеме заедно. Одлично, да. Можеме заедно. Така, одиме заедно поздравувам од и овде. она што во продолжение ќе следи, почитувани, знаете дека музиката е лек за душата и било каков тип на музика да сакате, слушајте музика во текот на денот за да бидете порасположени.